Сдруженијето на просветни работници Куманово денеска на свечена манифестација во Занаетчискиот дом ги прогласи првенците на генерацијата во основните и средни училишта за учебната 2025-2026 година, кои што посетуваат настава на македонски и албански јазик. Признанија, монети со позлата и ваучери од име на општина Куманово им беа врачени на 32 ученика од кумановските основни и средни училишта и основни училишта од општина Старо Нагоричане, а од страна на Сдруженијето на просветни работници им беа доделени дипломи и плакети. Најуспешните ученици ги поздравија председателката на Сдруженијето Анита Димовска и градоначалникот на општина Куманово Максим Димитриевски, кои што им посакаа повисоки достигнувања во понатамошното образование, а потоа им ги доделија и признанијата. Да се биде најдобар значи да се носи одговорност, да се биде пример и да се отвора патот за другите. Тоа е огромна и заслужена чест, но и обврска да се биде честен, доследен, храбар, достоинствен и посветен и покрај сите предизвици, им порача Димковска на учениците. И ова година, како и претходните учебни години, Сдруженијето на просветни работници Куманово со поддршка на општина Куманово и општина Старо Нагоричане денеска ги чествува првенците на генерација од основните општински училишта од двете општини и од средните училишта од општина Куманово. Годинава има истакнати 29 првенци на генерација од средните и основните општински училишта во општина Куманово, додека од општина Старо Нагоричане има 3 првенци. Инаку, нашата прекрасна задача денеска е да ги представиме и да ги славиме, да го славиме нивниот успех, нивната посветеност, нивната љубов кон знаењето, науката, уметноста и креативноста, меѓутоа за изборот не сме задолжени ние, туку секој училиште си има своји критериуми за избор на првенец на генерација. Еве, конкретно можам да споделам од училиштето од каде што јас доаѓам, Општинско основно училиште Кочарацин. Знам дека има една долга листа на критериуми, 3-члена комисија ги прибира, податоците за првенците на генерација кои што се предложени од нивните одделенски раководители. Потоа, значи, го бодира секој доказ на листата и оно што има најмногу поени според критериумите, најмногу бодови, ќе биде истакнат како првенец на генерација. Сите податоци потоа се прибираат, се праќаат до општина Куманово и еве денес сме тука да ги прославиме, да го прославиме нивниот успех. Ова учебна 2025-26 година, како и претходните би рекла, навистина ја заокружуваме со овој прекрасен чин. Во изминатиот период и вие бевте постојани следачи и наша поддршка, како и секогаш. Во месец мај, по повод Свети Кирил и Методи, нашите сословенски просветители, знаете дека одржавме видео надпревар со куси видео од 60 до 90 секунди за учениците од општинските основни и средни училишта. Ги проследивме видеата, им доделивме признание и на нив. Потоа на 2 јуни, секако пак во чест на Свети Кирил и Методи, ги прогласивме најдобрите просветни работници за 2026 година. Доделивме 3 признанија за категорија одделенска настава, предметна настава и средните училишта, а од до година, еве најавувам новитет, ќе имаме и наградување на просветни работници од предучилишна настава, значи од градинката Ангел Шајче, и секако ги потикнувам уште еднаш и стручите соработници од сите општински основни и средни училишта да се пријават, бидејќи имаме категорија и за нив. Во оваа прилика, во моје лично име, во име на граѓаните на општина Куманово, најпрво сакам да се заблагодарам на сите просветни работници кои што се вградија во оваа генерација на деца и ги изведоа тука каде што се, а особено на ученичките и учениците кои што постигнаа такви резултати, денеска да имаат чест да бидат прогласени за ученици на генерација. Не е едноставно да се биде прв, одговорноста е голема, бидејќи служите како пример за сите останати своји врсници во генерацијата и пошироко, а уште е поголема честа да се добие едно вакво признание. Бидете горди на својот труд, бидете горди на своите воспитно-образовни учители кои што заедно со вас моткотрпно работеа да денеска вие бидете тука каде што сте. А тоа е да бидете први во генерацијата. Јас ви посакувам понатаму во животот да продолжите со своето надоградување,
во делот на образованието и еден ден да дојдете во состојба секако да го водите и нашиот град и нашата држава, бидејќи младите се иднината и младите се тие кои што треба да добиваат шанса и во општеството и во државата. Јас сум горд на сите вас како ваш градоначалник, а исто така ви посакувам од тука на натаму, особено на вас кои што завршувате средно образование, сериозно да размислите во која насока ќе го завршите до оформувањето на вашето образование, кое што заедно ќе го комбинирате со искуство и труд и ќе дојдете до уште поголеми резултати. Дипломите и наградите на првенците на генерацијата од трите основни училишта во општина Старо Нагоричане им ги врачи градоначалникот Мирослав Славковски. За несебична поддршка на активностите на Сдруженијето на просветни работници Куманово за 2026 година беа доделени благодарници на градоначалникот на Куманово и Советот на општината, градоначалникот на општина Старо Нагоричане, раководителот на секторот за образование Александар Јовановиќ, на училиштето за основно музичко образование Панче Пешев, балетското студио Ултра, Фондацијата за култура и спорт, членовите на Сдруженијето на просветни работници и на локалните медиуми. Манифестацијата со музички настап ја збогатија учениците и наставниците од училиштето за основно музичко образование Панче Пешев Куманово и членовите од балетското студио Ултра. Јас сум Ива Додевска, ученик на генерација во гимназија Гоце Делчев. Пред се, оваа признание на нас многу ни значи, затоа што на некој начин ова не е само потврда за она што досега е постигнато, туку и обврска и потсетник што допрва треба да постигнеме. За мене, знаењето некако мислам дека е најголемото и највредното нешто што еден млад човек може да го вложи во себе. Денеска, всушност, ние гледаме со некоја гордост кон минатото, но исто така и со голема амбиција кон иднината, затоа што успехот не е само некоја конечна точка и дестинација, туку тоа е всушност постојан стремеж да бидеме подобри луѓе и да бидеме нели подобри во она кон кое што сме се определиле, уживајќи во процесот. Јас сум Михаил Додевски, ученик од 11 октомври. Јас сум ученик на генерација. Јас за време на учебната година учествував во повеќе надпревари. Без моите професори не можев тоа да го правам. Сакам да се заблагодарам на моите професори. Без нив ова не можеше да се случи. Размислував многу, моите омилени предмети се хемија и информатика и на крај одлучив да се запишам во техничкото училиште Наце Буѓони. Јас сум Софија Салтировска, ученичка во Кочо Рацин во 9-то оделение и денеска ме прогласија за ученик на генерација. За оваа титула и за ова признание сум многу благодарна. Многу сум благодарна до сите мои ментори, професори, до директорката, до моето училиште што ми помага низ овие сите долги, интересни, тешки, напорни, но најзабавни години во мојот живот. За секогаш ќе сум многу благодарна на нив. Се благодарам на моите родители, бидејќи без нивната поддршка и без нивната помош не би била тоа што сум всушност денес. Ги поддржувам сите мои најблиски родители, другари, фамилија, се околу мене, бидејќи без нив исто така не би постигнала тоа што сум се постигнала денес. За понатаму и за идните генерации што го гледаат ова видео и се, сакам да ги кажам дека треба да се многу посветени, одберете тоа што ви е најмногу важно на вас и тоа што ви е најинтересно. Секој труд вложен не е за џабе, да кажам. Секогаш вложувате во себе си, во вашиот труд и во вашето знаење. Ако во моментот ви се причинува дека е тешко или дека не вреди, бидете свесни дека некогаш во иднината тоа ќе ви се исплати и дека вие ќе сте неизмерно благодарни на сето тоа време, труд што било вложено во таа наука и во тој занает и во таа дејност и во сето тоа што сте вие заинтересирани.
Идните средношколци денеска и вчера ја доставуваа потребната документација во училиштата за упис во прва година. Конечната ранглиста со резултатите од запишувањето и слободните места секое училиште ја објавува на 18 јуни, односно утре, најдоцна до 12 часот на јавно место во училиштето или на училишната интернет страница. Квалификацијското тестирање ќе се организира во училиштата за средно образование на 22 јуни, а конечните ранглисти со резултатите ќе се објават истиот ден. Следуваат информации од дневниот билтен на секторот за внатрешни работи Куманово. Вчера во полицијата од итната медицинска помош е пријавено дека кај нив со повреди бил донесен 55 годишен жител на село Матејче, општина Липково. Според пријавеното, тој со повредите се здобил на улицата 11 октомври во Куманово додека извршувал градежни работи. Извршен е увид од увидна екипа на СВР Куманово и се преземаат мерки за расчистување на случајот, стои во соопштението. СВР Куманово соопшти дека вчера вечер на улицата Доне Божинов полициски службеници лишиле од слобода 21 годишен кумановец. Според полицијата, при сообраќајна контрола, полициски службеници сопреле патничко возило БМВ со кумановски регистарски ознаки кое го управувал и по преземени мерки и проверки било констатирано дека го управува возилото под дејство на алкохол, односно дека има 1,55 промили алкохол во крвта. По целосно документирање на случајот ќе следува соодветен поднесок, пишува во соопштението на секторот за внатрешни работи Куманово. Во Куманово се одржа практична обука за примена на вештачка интелигенција која ја посетија околу 70 жени, меѓу кои невработени лица, представнички од здруженија и организации на граѓани, како и представнички од основни и средни училишта во општина Куманово. Целта на обуката е стекнување на основни знаења и практични вештини за користење на алатки базирани на вештачка интелигенција, со што ќе ги унапредат своите можности за личен и професионален развој. Проектот го реализира општина Куманово преку одделението за стратешко планирање, креирање политики, следење и локален економски развој. Во организација на Сдруженијето на пензионери од Куманово во Занаетчиски дом се одржа фестивал на хорски ансамбли. На овој културен настан настапија хорски состави од Куманово, Виница, Прилеп, Кучани и скопските општини Центар и Чаир. Традиционалната манифестација ја отвори претседателката на Советот на општина Куманово Ивана Ѓургиевска, која ја потенцираше оваа несекојдневна можност за другарување преку споделување на љубовта кон музиката и македонската традиција.